Сите ние сакаме Христос да не прими и да не благослови. Но дали сме подготвени ние да станеме благослов за другите? Откако му донеле тоа што го имале, Христос ги зел лебот и рибите, погледнал кон небото, ги благословил, ги прекрашил и им ги дал на учениците, а учениците му ги разделиле на народот. Ги зел, ги благословил, ги прекрашил и ги раздал. Во овие зборови црквата од секогаш препознавала евхаристиски образец. Христос не е само оној кој што му дава земен леб на гладниот човек. Тој самиот е лебот на животот кој се принесува за живот на светот. На секоја литургија при подготовката на светата причест ги изговараме истите зборови, истото таинство. Христос се раздробува и се раздава, раздробен, но неразделен, постојано е јаден и секогаш го има во изобилие и ги осветува тие што се причестуваат со него. Причестувајќи се со Христос, кој се принесува за живот на светот, и ние сме повикани нашиот живот да стане принесување и благослов за другите. Христос не прима во своите раце, не благословува и ги крши во нас страстите кои не прават затворени во себе си, и потоа не испраќа да станеме благослов на другите. Сите сакаме да бидеме благословени, но не секогаш сме спремни да бидеме прекршени. Сакаме Бог да не исполни, сакаме да ја примиме благодатта, но потешко ни оди да дозволиме таа благодат преку нас да се раздава. Меѓутоа, лебот ја исполнува својата смисла не кога стои недопрен на трпезата, туку кога се прекршува и се разделува на луѓето да се насита. И така и со нашите животи. Тие не ни се дадени да си ги чуваме за себе си. Туку преку нив некој да биде нахранет, да биде утешен, некој да биде охрабрен и приближен до Бога. Но за тоа понекогаш мора да биде скршено она што погрешно израснало во нас. И на тој начин Христос не ја крши нашата личност, туку она што не заробува. Гордоста, себичноста, самодоволноста. Тој така не ослободува од затвореноста за себе си, за нашиот живот да ја добие полнотата на својот повик.